Добро утро, драги ученици. Добре дојдовте во денешната училница по предметот математика за прво одделение. Во денешната лекција ќе зборуваме за именување на геометриските тела. Што ќе научиме во денешната лекција? Ќе научиме како да ги препознаеме геометриските тела, како да ги именуваме и како да ги нацртаме геометриските тела. Да започнеме со првото геометриско тело, односно со коцката. На оваа слика ни е представена 3D форма на коцката, односно се прикажани сите 6 страни кои ги содржи коцката. Како најчесто учениците ја цртаат? Учениците најчесто ја цртаат оваа страна, односно ги цртаат овие 4 линии, така што добиваат коцка. Но како да се нацрта правилно? Доколку ги повлечеме и овие линии и ги поврземе назад, ќе добиеме уште една страна на коцката, а потоа ќе ја повлечеме и оваа линија која ќе ја поврзиме со другите кои ги нацртавме, и добиваме и третата страна на коцката. Со тоа се добива 2D форматот на коцката. Односно, доколку ги нацртаме овие 3 страни, добиваме 2D тело, односно 2D форма на коцката. За да добиеме целосен изглед, односно 3D форма на коцката, потребно е со испрекинати линии да ги доцртаме и останатите линии, кои што ќе ни ги формираат останатите страни на коцката и со тоа добиваме целосен изглед на 3D форма на коцката. Да повториме. Доколку ги нацртаме овие 3 страни, ќе ја добиеме 2D форма на коцката, а со останатите линии се добива 3D форма, односно целосниот изглед на коцката. Следно геометриско тело ни е квадрат. Исто како и кај коцката, учениците најчесто ја представуваат, односно ја цртаат оваа страна, каде што ги повлекуваат овие 4 линии и добиваат квадрат. Но исто како и кај коцката, доколку ги повлечеме и овие линии, и ги поврземе, ќе добиеме уште една страна на квадрот, а потоа ја повлечеме оваа линија која ќе ја поврземе со останатите, се добива и третата страна од квадрот, така што исто како и кај коцката го добиваме 2D форматот на квадрот. Уште еднаш да повториме. Со цртање на овие две страни, покрај постоечката страна која ја цртаат учениците, се добива 2D форматот на квадрат. За да добиеме целосен изглед на квадрот, потребно е со испрекинати линии да се доцртаат и останатите линии, односно да се доцртаат и останатите страни, кои ќе ги формираат сите 6 страни на квадрот и со тоа добиваме целосен изглед на 3D форматот на квадрат. Следно геометриско тело ни е ново, односно непознато за учениците, кое што се црта со две страни, односно два триаголници, каде што кога ќе ги нацртаме тие две страни, ќе го добиеме 2D форматот на истото тело. Доколку ги доцртаме и овие линии, односно овие страни на ова тело, се добиваат сите 4 страни и со тоа го добиваме целосниот изглед на телото. Ово тело уште ни е познато како пирамида. Да повториме. Доколку ги нацртаме овие две страни, кои се на изглед како триаголници, поврзани еден со друг, и го добиеме 2D телото на пирамидата, односно овие две страни ни го представуваат целосниот изглед на 2D форматот на пирамидата. А доколку ги доцртаме и овие со испрекината линија, ќе добиеме 4 страни, односно сите страни кои го формираат 3D телото на пирамидата. Следно геометриско тело ни е топката. Учениците топката ја цртаат исто како и кругот, односно го цртаат овој дел, што откако ќе го нацртаат овој дел, односно кругот, така ја добиваат топката во 2D форматот. Но за да се нацрта во 3D форма топката, потребно е покрај што треба овој круг да го нацртаат, на средина да ја нацртаат и заоблената линија, која што продолжува со испрекинати линии, како да се спојува одназад на топката, така што со тоа формираат 3D тело на топката, односно изгледот, целосниот изглед на топката. 2D формата на топката се црта исто како и кај кругот, односно откако ќе ја обоеме топката, го добиваме 2D форматот на топката. Следно геометриско тело кое што е ново за учениците ни е ова, односно конусот. Учениците конусот потребно е да го нацртаат така што ќе почнат со оваа линија, потоа ќе продолжат со оваа, наместо како кај триаголникот да ги поврзат линиите, треба да нацртаат заоблена линија која ќе ги поврзи двете страни кои ги нацртаа, а потоа исто како и кај топката да продолжат со испрекината линија да го оформат 3D телото на конусот. Односно, доколку ги нацртаме овие страни и ги обоеме целосно, ќе го добиеме 2D форматот на конусот. Со тоа што се
пополнува целосниот изглед на фигурата. Но доколку остане вака со испрекината линија, тоа ни е 3D форма на конусот и тоа е целосниот изглед на ова геометриско тело. Следно тело за учениците кој е исто така ново, ни ова тело, односно познато уште како цилиндар. Цилиндарот се црта така што ќе започнеме со овој круг кој се наоѓа најгоре на телото, а потоа ќе спуштиме две линии кон надолу, со тоа што долу ќе ги поврземе со една заоблена линија, која исто така како кај полутопката и конусот ќе ја поврземе со испрекинати линии, и со тоа ќе добиеме целосен изглед и форма на 3D телото. Доколку ги обоеме овие две страни кај цилиндарот, ќе го добиеме 2D форматот, односно целосен изглед на 2D телото на цилиндарот. Да повториме, значи доколку ја нацртаме и ова испрекината линија која започнува од долната заоблена линија, ќе се добие целосен изглед на 3D телото на цилиндарот. Откако ќе ги изучиме геометриските фигури, откако ќе ги нацртаат учениците, ќе им дадеме една задача која гласи според следно. Обој според барањето. Со сина боја набој ги триаголниците, со жолта боја круговите, со зелена квадратите, со црвена правоаголниците, а потоа преброј ги и запиши ги податоците. На учениците ќе им дадеме една фигура, односно еден замок од геометриски фигури, кој што во него се бара, например, да ги обојат триаголниците со сина боја. Учениците потребно е да ги обојат, а потоа да ги пребројат и запишат податоците. Така што откако ќе ги обојат сите геометриски фигури, учениците ќе ги запишат нивните податоци за секој посебно. За домашна задача, на учениците ќе им дадеме една слика, односно еден цртеж, во кој се пара да ја поврзат секоја форма со соодветниот предмет. Например, сладоледот ни наликува на конусот, така што ќе го поврземе со конусот. Кутичката за боја ни наликува на цилиндарот и ќе ја поврземе со цилиндарот. Топката ни наликува на кругот, ќе ја поврземе со кругот, а поклонот ќе го поврземе со коцката. Ви благодариме за вниманието.